Свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола на ден 26.4.2022 година во вторник во 11 часот со предлог на следниот дневен ред. Прва точка, програма за измени и дополнување на програмата за животна средина за 2022 година и точка број 2, програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Битола. Го молам подносител да се произнесе по точките. Значи, програма за измена и дополнување на програмата за животна средина, ќе почнам од измените после програмата за бездомните животни. Во програмата за животна средина за 2022 година се врши измена и дополнување на истата, како измена на преглед на потребните финансиски средства согласно усвоената програма. Во поглавие број 1, заштита на квалитет на амбиенталниот воздух, се додава нов став катастар на загадувачи. Предвидените финансиски средства за ажурирање на катастарот за загадувачи се прераспределуваат, и тоа 25.000 денари за ажурирање на катастарот и 175.000 денари за катастарот на загадувачи. Горе наведените ставови се прикажани во финансиските средства, на кратко ви ги објаснам. Во поглавието исто број 1, субвенционирање на домакинствата за редовно чистење на оџаците во текот на целата година се брише и предвидените финансиски средства од 300.000 денари се пренасочуваат во субвенционирање на колективни згради за уредување на дворно место, со што предвидените финансиски средства за истата од 700.000 денари се зголемуваат на 1 милион денари. Се додава ново поглавие, број 5, решавање на проблемот со бездомните нерегистрирани кучиња. Програма се носи за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Битола. Нов став, услуги за заловување и стручен третман на кучињата, скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Битола и се планираат 400.000 денари. Додека во поглавието заштита од отпад, поставувањето на вендинг машини, средствата се прераспределуваат, односно дел се пренасочуваат кон програмата 400.000 денари, останатите 100.000 денари од горе наведениот став се додаваат во катастарот на загадувачи, а останатите 1.500.000 денари се пренасочуваат во други програми. Значи, во финансискиот дел, изработката на зелен катастар и леапот се веќе во фаза на јавни набавки. Ажурирање на катастарот на загадувачи се предвидени се 25.000 денари, додека катастарот на загадувачи од 175.000 денари се пренасочуваат од страна на вендинг машините. Во услугата за заловување и стручен третман на кучињата, скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Битола се предвидуваат нови 400.000 денари. И од субвенции денес најте почна субвенционирањето на велосипеди, останува субвенционирање на енергетска ефикасност од 3 милиони денари, субвенционирањето на колективни згради се зголемува од 700 на 1 милион денари, од капитални набавка на опрема за видеонадзор се останува 1,5 милиони. Ви благодарам. Дали некој бара збор? Пошто никој не бара збор, ги ставам точките на гласање. Првата точка, програма за измени и дополнување на програмата за животна средина за 2022. Кој е за? 3 за. Програма за решавање на проблемот со бездомните животни на подрачјето на општина Битола. Кој е за? 3 за. Ја затварам седницата, пошто е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам. Фала и вас.